Драги мои пријатели, покрај малите екрани на истата фреквенција и во исто време, нормално Оливер Ромевски и гурманските приказни. Денеска сме во ресторанот Дукат во центарот на градот Скопје, ресторан кој што е познат по својата традиција и по своето мени. Што ќе ни даде тоа мени денеска да одбереме од него, ќе ни каже маестро Нели Миле во кујната и оттаму ќе го излечеме денешниот рецепт. Јас нормално ќе заминам таму за да можам заедно со маестро Миле да ви го прикажам тој рецепт и едноставно да уживате како во подготвувањето, така на крајот и во финалниот производ, она што впрочем и може да се најде тука во ресторанот. Се гледаме во кујната. И драги мои пријатели, еве и ово утро по прекрасната најава со кафенце, нели што ја направи во ресторанот Дукат, се наоѓаме нормално во кујната на ресторанот Дукат. Тука покрај мене е повторно мојот пријател Миле. Миле, како си ми ово утро? Одлично како и секогаш. Одлично како и секогаш, се дружиме значи со Миле и со кујната и со персоналот на ресторанот Дукат. Правиме изморедни јадења кои што навистина треба да остават белег во вашата нели онаа гурманска историја, гурманска позиција што ја заземате во својот дом. Овие јадења ќе ви остават белег ако дојдете тука и ги пробате или ако па впрочем според нашите нормативи ги направите дома. Што ќе готвиме денеска, Миле? Денес ќе подготвиме специјалитет Дукат. Ова е едноставно, ама не ни кажува ништо. Така. Ајде видиме што ни треба за специјалитетот Дукат. Потребни продукти за специјалитет Дукат се свинско месо, телешко месо, пилешко месо. Значи се подготвува од три врсти на месо. Три вида на месо. Да. Потоа ни е потребен кромит, сецкан на резанци, прас исто и сецкан на резанци, свежа пиперка и свеж домат. Свеж домат, гледам тука има шефликс, наша сол, масло и сирење. Добро. Сега месото дали треба ние некако да го приготвиме да го... Значи прво месото се сече на резанци, на тинки ова е резанци. телешко. Да, ова е телешко месо. Сечкаме на резанци и свинското исто го сечкаме на резанци. Јас ќе им кажам на нашите пријатели покрај малите екрани, кои што мислат дека во диетата која што сака да ја спроведат затоа што доаѓа пролета и нели сака да бидат убави на лето кога ќе се оди по плажите ширум Европа сега нели со овие биометриските пасоши, дека диетата што ја спроведувате не треба да се ограничува само на бело месо и на риба. Дозволено е да се јаде и јунешко месо, односно телешко месо, едно парче црвено месо, но тоа да биде со мала соодветна грамажа. Исто така и свинското не мора да се исклучи целосно, значи за време на целиот период на диетата, може еднаш неделно да се изеде 100 до 150 грама парче свинско месо, но да биде чиста картина, значи испечена на ворерна или на скара, никако пржена и никако во зејтин, во масло, значи единствена и пржена. Значи генерално можете да изедете испечена на скара или испечена во рерна. Еве го месото, ние го посолуваме со наша сол. Добро. Така. И сега треба да го испржиме на скара. И продуктите ги пржиме во тава. Значи, листањето на продуктите оди во тава, а самото месо си оди на скара или евентуално во тефлонска тава или со помалку масноти. Со помалку масноти, некоја подобра тава. Верувајте ми, не жалете пари за тава. Што е подобра тавата, тоа е подобро јадењето и помалку маснотија се користи. Нема да ви лепи, нема да ви прави она што се ви прави оние стари тави, кои што ги земавме по многу ефтина цена, но едноставно квалитетот не беше на доволно ниво. Се гледаме од другата страна во кујната, каде што ќе го приготвиме специјалитетот Дукат. И, драги мои пријатели, направивме една претумбација, од едниот крај на кујната дојдовме во другиот крај на кујната, не очекува готвењето на специјалитетот Дукат. Па, Миле, повели, да ја видиме мајсторијата. Така. Значи, трите врсти на меса, што ги спремивме претходно на резанци. Значи, телешко, свинско и пилешко. Да. Добро. Ги пржиме, а во друга тава го пржиме зеленчукот. Ајде и тоа да го видиме. Така. Со масленце. Да, лесно.
Како ставаме месото? Така. На огнот. Ќе појачаме малце да биде побрзо. Мислам дека веќе му е време на зеленчукот. Да, може. Прво оди кромидот, стандардна процедура. Да, го ставаме кромидот и празот заедно. Така, празот е на тенки, гледа филетчиња. Ево веќе почнува да добива. И овие три врсти на меса, кога ќе се испржат на оган, веќе добиваат и различна боја. Значи пилешкото добива и добива многу... Пилешкото е побело, јунешкото е, односно телешкото максимално црвено и свинското е некоја измеѓу варијанта. Ета. И ќе изгледа навистина прекрасно. Така, за ова ни е потребно и лажичка малце да го растуриме. Јас морам да им кажам на нашите гледачи, значи на нашите пријатели покрај малите екрани, што е можно повеќе да комбинираат зеленчук и месо, да не комбинираат доколку можат. Нормално, во секое јадење е згодно и да се комбинира компир и ориз како вариво, но во овие пролетни времиња, значи во ова пролетно време, пролетен период, најповолно е, најдобро е да се јаде зеленчук и месо, како гладно јадење. Кога се јаде ориз и компир, да се јаде едноставно, посебно, од проста причина да не ги мешаме, нели, јаглените хидрати со се она што е друго. Можете да го исклучите лебот, ако сакате сепак да јадете леб, јадете го од направен од зрнена пшеница, од јатки со многу зрно внатре и што е можно нека биде потемен. Белиот леб гледајте што помалце да го јадете од една проста причина, затоа што белиот леб е големиот виновник за гојазноста на луѓето, меѓу другите и на мене, нели, како ваш водител. Кога е веќе зеленчукот малку пропржен, ги додаваме и доматите. Така, ова навистина и изгледа и мириса вкусно. Зачинуваме со наша сол. Така. Шеф микс. Така. И продолжуваме и понатака да го пропржуваме. Зеленчуков просто ме мами. Значи веќе гледам дека зеленчукот е готов. Размена на тавите. Девојачки мости направивме на тавите. Ги разменивме, за тие помладите што не знаат. Девојачки мости филм со размена на затвореници, а ние тука ги сменивме тавите. Една мала алегорија да се насмееме за тоа што пред се ова е емисија за забава, покрај тоа што учиме нешто ново за македонската и за светската кујна. Може да тргнеме? Ренда на сирење. Во тавата. Така. Јас би го направил ова. Ева вака за да може камерата да го види. Видиме. Му наредуваме сирење. Специјалитет. Така, не многу сирење за да не го смени вкусот. А да му даде добар шмек, наросуваме со белен бибер. Магданос. И веќе е готово. Веќе е готово, може да се пробува. Драги мои пријатели, еве конечно дојде и крајот на денешното шоу Гурмански приказни. Значи, што се случуваше, готвевме специјалитет дукат, навистина извореден специјалитет во кој што има комбинација на 3 вида на месо и многу наш доместичен македонски зеленчук. Јас ќе си дозволам
нели да пробам, затоа што само така можам барем приближно верно да ви ја пренесам атмосферата од значи она што го готвевме денеска и она што јас нормално ќе го пробам. Да пробаме. Навистина прекрасно. Се гледаме повторно утре во истото време и на истото место.